Денеска сме тука пред Министерството за внатрешни работи со цел уште еднаш јавно да проговориме за проблемите на униформираниот дел на полицијата. Од наша страна, во повеќе наврати се направени обиди за институционално решавање, но за жал од страна на Министерството не дојдовме до разбирање. Како проблем број 1 се појавува проблемот со набавката на нова полициска униформа. Во Министерството за внатрешни работи веќе 10 години нема набавено нова полициска униформа. Од страна на Министерството беа распишувани неколку тендери кои сите беа поништени. Па така, кај нас се појавува сомнеш дека некој свесно ги поништува тендерите со цел да не се набави нова полициска униформа. Од страна на министерот и Министерството беа давани неколку конкретни датуми за тоа кога ќе биде набавена новата полициска униформа, но ниту еден од нив не беше испочитуван. Бараме од Министерството веднаш да набави нова униформа по основ итна и неодложна потреба за работниците во полицијата, затоа што полициските службеници летото го поминаа со по едно парче униформа, но зимата е пред нас. Како втор голем проблем што се појавува е воведувањето на новото 7-часовно работно време за униформираниот дел на полицијата. Ова ново работно време и сменско работење е комплетно во спротивност со Законот за работни односи и колективниот договор, со тоа што на работниците им се ускратува правото на користење на неделен одмор и тие буквално секој ден се ангажираат на работа и не им се дава правото на планирање на приватен живот. Со тоа што секој ден се ангажирани на работа, тие не се способни професионално да ги извршуваат работните задачи. Затоа бараме од Министерството за внатрешни работи веднаш да направи реорганизација на сменското работење, со тоа што ќе ги воведе во ред со Законот за работни односи и колективниот договор од Министерството за внатрешни работи. Ова полициско капче символично ја покажува состојбата на полицијата. Ако полицијата е лицето на државата, тогаш ова е нашето лице, избледено, изнемоштено и исплашено. Со тоа што полициските службеници секојдневно се ангажираат на работа, тие не се способни професионално да ги извршуваат своите работни задачи, но воедно се исплашени за ова јавно да зборуваат, затоа што секојдневно се соочени со закани по нивните работни места и се плашат дека ќе бидат сменети. Ние не бараме ништо повеќе од Министерството за внатрешни работи, освен да започне да го почитува Законот за работни односи, колективниот договор и подзаконските акти.